студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Председателот на Република Словачка Петер Пелегрини денеска ќе престојува во официјална посета на земјава. Словачкиот председател ќе биде пречекан од председателката Гордана Цилјановска-Давкова со највисоки државни воени почести на церемонија во незиниот кабинет, пошто ќе биде одржана и тетата средба, а потоа и пленарен состанок на македонската и словачката делегација. Тој ќе биде гостин и во собранието, ќе има средба и со спикерот Африм Гаши, а Пелегрини ќе положи венец на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Уште 4 дена изборна кампања. Предизборниот караван на СДСМ синоќа заврши во Кочани. Председателот на партијата Филипче на Кочанчан им порача дека ниту еден политичар пред нив не може да оди со криената глава. Кандидатот за градоначалник Игор Христов најави инфраструктурни проекти и проекти за младите да останат дома. Во Кочани ниту еден политичар не може да оди со криената глава. Со криената глава не се оди пред луѓе што изгубиле се, а се уште не ја добиле вистината. Со криената глава не се оди кај оние кои со месеци бараат правда, а имаше обиди за селективна правда. Со криената глава не се оди кај оние на кои што им се врша притисоци за протестите. Нема достоинство во ароганцијата и лицемерието. Сакам да бидам многу јасен. Баравме и продолжуваме да бараме целосна, непристрасна и неселективна истрага. Бараме одговорност од првиот до последниот, без разлика на функција, партиска припадност или положба. Ја нема да кажам дека сум дошол со криената глава, дојдов како човек кој што е свесен дека политиката и политичките партии 30 години наназад се оние што го градеа овој систем. И никој нема право да се амнестира. Нашиот приоритет ќе бидат младите, затоа што тие се нашата иднина. Ќе создадеме услови за локален развој, за мали бизниси, дигитални вештини и можности кои што ќе ги врзат младите да седат овде, во својот дом. Ќе инвестираме во училиштата, во спортот, во културата, во здравата животна средина, за да биде повторно Кочани град што дише, што живее, што инспирира. Предизборниот караван на ВМРО ДПМН синоќа заврши во Велес. Лидерот на партијата Мицковски од таму порача дека СДСМ не може да зборува за етика и морал. Кандидатот за градоначалник пак најави капитални инфраструктурни проекти и заштита на езерото Младост. Кулминацијата ја достигна вчера, кога Венко од Струмица, во присуство на неговиот гуру, доживеавме да говори за морал и етика во политиката. Него нема потреба народот да го мрази, ниту да го презира, бидејќи откако ми порачаа дека штосно би било во кампањава да ми сецкаат на парчиња и спакуваат во куфери, излезе Венко да каже дека тие не ме мразеле, туку ме презирале. Народот, господине Венко Филипче, нити има намера да те мрази, нити да те презира. Но со оглед што си направил против народот и државата, без ронка срам излегуваш пред него и се правиш како ништо да не било, народот може едноставно само да се чуди докаде си дотерал и како е можно еден ваков феномен да постои. Ќе работиме на проекти од капитално значење за општината, изградба на нов мост кај Башино село, обиколница за Велес, завршување со изградбата на подземната катна гаража и поштад во Велеш, еколошка обнова и заштита на езерото Младост, изградба на парк шума во населба Керамидна и реконструкција на градскиот парк, реконструкција на противпожарниот дом и отварање на дом за култура. Во продолжение да ги слушнеме и активностите на кандидатите од другите партии и независните кандидати за градоначалници. Во нашата програма за образование предвидовме јасни мерки за олеснување на товарот на семејствата и за обезбедување еднакви услови за секое дете. Во сите основни училишта на нашата општина, учениците ќе имаат униформи, целосно финансирани од буџетот на општина Чаир. Нито едно семејство нема да има дополнителен трошок. Со ова целиме кон создавање еднакви можности и зајакнување на чувството на припадност кај нашите деца.
Исто така, општина Чаир ќе ги покриваат дневните оброци за сите ученици. Зградите кои што немаат лифтови, ќе добијат нови лифтови. Бидејќи не само што тоа недостатокот на лифтови го отежнува животот, ја намалува вредноста на становите, особено во горните спратови. Колку е повисоко спрато, толку е помала вредноста само заради тоа што нема лифтови. И од тука менувањето на фасадите, ставање нови лифтови, реновирање на амортизираните лифтови и регулирање на просторот околу зградите ќе биде еден од важните приоритети. И идеја за идниот 4-годишен мандат за нас како советничка група и како партија ќе бидат обновување и рехабилитација на занималните во детските градинки, како и модернизација на училниците во општинските основни училишта, изградба и ставање во функција на домот за стари лица и изградба на мултифункционалниот центар за рехабилитација на лица со посебни потреби. Ги воведеме овие и ги одглавиме процесите на БРТ и набавката на нови автобуси, би можеле да го детализираме јавниот превоз и за другите групи на граѓани како средношколците, со набавка на помали минибуси и секако комбиња кои што би биле адекватни според инфраструктурата на градот и улиците, за да можат да влегуваат во оние помали тесни улички, буквално нашите средношколци да бидат земени од дома и однесени на училиште, како што сме го гледале тоа на филм.